Во планините во западна Јута, дупчењето за врели карпи може да донесе геотермална енергија на повеќе луѓе ширум светот. Традиционалната геотермална енергија допира до топла вода под земјата и ја користи таа пареја за придвижување на турбини кои генерираат електрична енергија. Тоа зависи од постојан извор на топли извори блиску до површината. Ова истражување спонзорирано од Американскиот оддел за енергија во Јута се обидува да ја затвори јамката за геотермална енергија. Џон Мекленан е технички лидер на проектот. Принципот за тоа е да се дупчат бунари до длабочина да стигнат до топлината, а потоа да се создадат хидроулични фрактури кои ги поврзуваат овие бунари, така што сте создали систем за размена на топлина. Сега можете да циркулирате ладна течност низ еден бунар, таа течност се пробива низ овие хидроулични фрактури што сте ги создале, се собира во вториот бунар што сте го издупчиле за да ги пресечете овие фрактури и ова топла вода се извлекува на површината. Каде што се користи за грејење или за производство на електрична енергија, исто како и обичната геотермална енергија. Тоа е дел од иницијативата енергетски земјени снимки на администрацијата на Бајден да достигне нето нула емисии на јаглерод до 2050 година. Овде со инженерството на подобрена геотермална енергија на релативно мала област. Пробивме 2 бунари и веројатно зафаќаме 3 или 4 хектари за да го пробиеме тоа. Кога ќе ги споредите тоа со некои други обновливи извори, тоа е навистина прилично скромно. Развојот на оваа подземна теренска лабораторија привлече интерес од целиот свет, вели проектниот менаџер Џо Мур. Замислете да можете да произведете геотермален систем каде и да сакате на нечи паркинг, например. Ова ќе ја промени играта. И може да донесе на повеќе делови од светот неисцрплив обновлив извор на топлина од јадрото на земјата.